Можам да кажам добро вечер на сите. Се радувам што сум овде со вас и денеска мојата замисла беше да така ние деца на оваа црква ги поканив колку што можев, меѓутоа иако се годишни одмори, го повикав брат Миле Стојчевски и го поздравувам посебно. Драгослав го поздравувам, Ванчо, Столе. Очекувам и некои други да дојдат, затоа што имав замисла. Ние сме деца на оваа црква и доста време помина. И си викам, ајде ќе се собереме еднаш да направиме една фотографија и да направиме споредба. Кога имавме програм како деца, некои од нас проодуваа овде во оваа црква, например јас, а некои се како деца и служеле до сега и имав голема желба да дојдам денеска да ги поканам сите и викам дојдете, ама без правен субјект. Значи, така. Меѓутоа денеска добив една порака од брат Данило, кој ме замоли денеска да го кажам своето животно искуство што мене ми се деси и така. Па ве го поздравувам уште еднаш сите и ќе почнам кога 2001 година, ноември месец, убаво, да кажам, машки настинав. Некој 2021 ноември месец, убаво машки си настинав и така работев. Вие знаете дека јас моментално сум во Словенија и возам шлепер и така како што бев настинат, јас мислам дека ајде ќе издржам уште малце и доваѓаат празници, треба да си дојдеме доле за Скопје, ајде сега уште оваа тура да ја направам, па ќе си дојдеме дома, така настинат. И јас така работев, меѓутоа мојата работа е Трст, Келн, 1300 километри, на 2 дена ги поминувам, се враќам, пак одам, пак се враќам, така болен, 15 дена. Меѓутоа, беше среда, кога јас се вратив тамо негдека 1 декември, беше малце касно, па викам што да идам за Трст, директно ќе идам во Љубљана, да одморам во станот кај што го имаме изнајмено, тамо се моите и ќе продолжам. Меѓутоа, кога јас возев и работев, колегите мои ме прашуваа, ти одвај одиш? Дебе, јас сум силен, како одвај одам, што ви е на вас? Вика, ти не можеш изгледа. Не, јас можам. И кога дојдов во средата, навечер, го оставив камионот тамо близу Љубљана, кај што ги паркираме и дојде синот ме зема. Кога ме видоа, станот ни е на прв спрат. Јас не можам да се качам на прв спрат. И, тато вика, ти многу си болен? Не, деца, не сум болен, уморен сум. Не, болен си, ти нема више да работиш, нема нигде да одиш, одиме на лекар. Меѓутоа, последен е мојот збор во моето семејство се уште, ја реков не. И ми лисав, како постар рече, тато, јас, кога веќе ти си толку тврдоглав, јас утре ќе дојдам со тебе и Утрс, не викам, ти не можеш да одиш утрс, јас утрс го откачувам приколицата тамо, тоа е царинска зона, закачувам друга, а сега ќе одам, ќе откачам и нема да закачам друга за Германија и ви ветувам дека ќе си дојдам со теглачот и ќе идеме на лекар. И така, тоа се случи, јас отидов, бродот не беше дојден затоа што била бура, била ова, бродот касни, јас не можам да ја откачам приколката, останав еден ден, тој ден така спиев, знаев дека ќе дојдат да чукнат на врата и дека треба да одам на бродот да ја оставам приколицата и јас сум се одморил малце. Меѓутоа, другата ден закачувам приколица, повторно за Германија. Го прекрше ветувањето на моја за дека јас треба да одам.
И тогаш ми дојде една мисла, што може би ќе ја поделам денеска со вас, и од кога после размислував, викам, зашто тоа го направи? Викам, јас требаше да ја откачам, јас сум толку болен, а сега сум закачил приколка и сум тргнал повторно за Германија, 1300 километри. Се враќам во Љубљана, викенд да направам, а јас не одам на доктор, сите ми викаат, оди на лекар, ја не одам, се чувствувам добар. И тогаш ми дојде на мисла за нашиот покоен Михајло. Викам, Михајло дојде од работа, седна да руча и телевизорот не му работеше и отиде антената да ја мести и го заврши животот. Викам, што направив јас? Ветив дека ќе одам на доктор, не отидов. Ние ручавме тој ден, секој отиде по некоја обврска натака навака, ајде да се пазари некои работи. Јас викам, обично сите одиме да пазариме, меѓутоа ја викам, не можам, ќе одмора. Добро, кога дојдова, ме најдоа потпрен на радиатор. Тоа е 5 декември. Потпрен на радиатор и почнувам тешко да дишам. Меѓутоа, ја тука се преидов, затоа што така од смртта на Мимица, мене срцето ми беше секогаш стегнато и не можев да дишам. Ја мислев тоа така нормално, ќе си помине, меѓутоа тоа така не поминуваше. И сите дојдова, и јас си легнав. Тогаш ми беше најубавото спиење што можам да го досетам. Јас ќе заспиам, ема ќе ме разбуди. Крста, идеме на лекар. Меѓутоа, јас викам, ема, толку сум уморен, остави ме да се одмора. И она пак ќе седи до тука, јас пак ќе заспиам, меѓутоа почнувам да се гушам. И ема ми вика, Крсте, абе, што ме будиш 3-4 пати? Јас се будам. А спиењето тогаш ми беше најумиленото нешто што го сакав. Значи, јас, Данило знае, по 36 сати сме возиле до Украина, Запорожје, око не сме затвориле, а сега спиењето ми беше многу умилено. И ема се јавува кај Милисав, пошто тој е близко тука во друг стан, и вика, татко ти не може. Он доваѓа, вика, доваѓам одма, ти јави на брза помош. Кога и се јави ема на брза помош да дојде, јас станав и веќе не можев да се облечам. И викам, ема бе да не умрам. Не, вика, ти не умираш, вика, ти не умираш. И така само се сеќавам дека дојдоа многу брзо брза помош. Само видов дечки кршни, ме ставија на носила, ме изнесува и више не се сеќавам ништо. Значи, ема ми вели дека јас од носила сум станал и сум влегол сам во брзата помош, а тоа више јас не се сеќавам. Кај ме однеле, што ме однеле, не знам, ме ставиле на инфузија и замислете што се случува. Сабајлето. Јас си правам селфи. И му испратам на братот Ванче и му викам, абе, Ванче, ја завршив на интензивна нега. Јас сум го насликал, тоа не знам, не се сеќавам. И така јас бев збринет во клиничкиот центар во Љубљана и во вторникот звони телефонот на Даниел. И го прашуваат, Даниел, вие сте синот на Крсте Михајловски? Да. Вика, денеска сте поканети да дојдете, пошто ако може уште денес да ве слушне, да се простите.
И тоа било многу тешко за моето себество. Знаете, Даниел е студент и сега добива таков позив да се опрости од својот родител. Извинете. Даниел довеѓа во станот, како да ја каже на Ема. И онда го повикува Милисав да дојде и Ема сватила дека нешто не е во ред. И кажале, и онда е почекали Моника да дојде од школа и да дојдат да се опростат со мене. Можам да ви кажам само една работа. Тој ден осетив само една рака кој ме гали. Јас треба да заминам на пат. И Ема ми вели, мил мој, врати се. И ме држат и не ме даваат. А јас не знам ништо. Ништо не знам, во кома сум. А што се случило таа ден? Кога јас сум бил ставен на вештачко дишење, мојот организам не го примал тој кислород. И во моето тело се направиле, заместо да се користи тој воздух, не знам кој од медицина знае, во мојот организам, во моите плучи се стварале балони и тие притискале. А пошто јас сум примен во болница, таму фино пишува, јас да знаев дека ќе кажувам, че ги донесев документи, дека 94% плуќата е затворена. 94. Ако имате вие прилика да гледате, тоа и брат Ванчо знае, дали сте виделе саче од пчели? И она кога е исполнето со мед и пчелите кога ќе го затворат, буквално така биле моите плуќи. И веќе тоа било крај. Значи, веќе јас сум отишол на оној свет. Јас почнав да одам. Јас се гледав земјата од озгора. Меѓутоа, Ема не ме пушташе. Ме молеше, ја ја слушав и ветив на крај и кажав, Ема, веруј ми, треба да одам на пат. Ја тоа го кажам, они не го слушаат. Ја го кажувам тоа неколку пати и на крај реков, Ема, веруј ми, ќе се вратам. Јас не знаев што се случи, како, меѓутоа поминав големи маки. Само да ви кажам, кога посем 2 недели со јака терапија, со сите тие работи, јас бев качен на вага, кои ми фалеа 40 кила. Кога се ги отворив очите, они, Ема кажува дека они почнале да ме враќаат од комата на Бадник, на православен Бадник. Не знам која дата е тоа. Значи 6 јануар е така. Од тогаш почнале да ме враќаат од кома и не можеле да ме вратат. Првото моје отварање на очите беше 17 јануар. Кога ги отворив очите, јас сум ги отворал очите, али не сум можел да се вратам, затоа што посем ќе ви кажам дека ја видов само Моника. И тоа Моника не поминува Моника во собата, него ми лепди. Кога се свртев малце со погледот, ја видов Ема. И се насмеав. А Ема вика се израдува, вика како дете, вика кога ме виде. И јас Ема и гледам, викам, Ема, како ме најде? А она се смее и чути. Викам, како ме најдов тебе? Викам, како ме најде? А болницата на Ема и одобри секој ден да седи поред мене колку може. Облечена како космонаут. Никој друг. Само Ема имаше таа дозвола да доаѓа и да ме гледа.
Кога сум бил у кома, ме прашувале, ме онаделе, нешто сум одговарал, нешто не сум одговарал, али тој ден наема и викам, викам, ми викаше, мил мој, крсте, врати се, ни требаш. И она добро се зачуде, затоа што ти, вика, ме слушаше све што ти зборев. Па ја ти реков и ти ветив дека ќе се вратам. И така, и викам, ема, ајбе да си одиме, викам, ајде, викам, доста, викам, седев овде, од синојча сум. А она вика, знаеш од кога си овде? И кога ми кажа, беше многу тешко онака. Поминав многу тешки моменти, меѓутоа, можам да ви кажам дека така сум бил гледан, во собата бевме двајца, така сум бил гледан во болница. Ако ви интересира, само да ви кажам детали, дека секое утро 5:30 доваѓаше сестра, го менуваше едниот бокал до росвај со вода, а другиот бокал со росвај чај. Иако јас целиот бев изврзан, јас не можев раката вака да ја ставам, да се почешам. После доваѓаше чистачка. После чистачката доваѓава, не спремава, не бањава, не бричева, забини, миева, све сите тие работи. Таква нега, еве користам прилика да кажам фала на таа медицинска група што така се грижеше со мене. Значи, такво грижење, такво чување, јас не знам. Свака им час Господ им даде здравие на сите и голема благодарност и до брзата помош, затоа што јас, ако сум закаснел уште 20 на 30 на минути, јас уште во брзата помош ќе сум отишол на оној свет. Кога веќе почнав да комуницирам, и докторката дојде, а јас па имав некоја замисла што побрзо да ме пуштат, и она дојде и рече, знаеш што, тебе, вика, те вративме од мртвите. Дали ти знаеш колку дрога имаме на тебе употребена? И ние не можеме тек така да те пуштиме. Поминава, значи, 3 месеци, од 5 декември, 3 месеци поминава, јас сум пуштен на домашно лекување, нели? И ми дадоа терапија, меѓутоа едно апче ми фалеше. А тоа беше таа дрога што ме држеше во живот. После тоа, такви болки сум имал, затоа што јас не можев така убаво да одам, не можев да се движам. И матичната докторка ми даде едни лекови, и јас за тие лекови побарав од еден наш брат совет и да го прашам дали да ги пијам овие лекови. После едно време се јави и рече, ја да сум на твое место не би ги пијал. Што да правам? Малите прсти до малиот прст не ми работат, не ги осеќам. Ако ги пипнам, ме болат. Доле стапалата ме болат. Не можам чорапи, не можам да спијам, не можам да стојам. Што да правам? Немам друг избор. И тоа беше голема мака, таа ми ги даде лековите, вика, овие се многу, ќе ти кажам, ако имаш мака, ќе ми кажеш. Почна со 0,25 милиграми, мислам 25 милиграми. Немаше некоја многу подобрување, ми ги зголеми на 50, имаше малце подобрување, ми ги зголеми на 75 милиграми, и јас и ден денеска ги употребувам тие лекови и еве сум како што сум. Кога и реков пред една година на докторката, помина 18 месеци, кој кажав на докторката дека јас барам да работам, она се прекрсти,
докторката се прекрсти и јас бев испратен, пошто професионално возам шлепер, и бев испратен на специјална комисија, таа е медицинска комисија, дали ја можам да управувам повторно шлепер. Они и пред тоа ме прајчава во инвалидска пензија, више да не работам, меѓутоа мојата математика не е таква каква нивната, јас се одлучив и понатака да работам. Фала му на Господ, еве ме гледате, јас точно 1 година работам и возам најголем шлепер. Повторно сум со моето семејство, се радувам, иако сакам да кажам дека беше уклучена брајче и сестри од Љубјана, кои се молеа посебно за мене, им благодарам. Разбрав дека сестра Перса формирала некоја група, исто се молеле за мене. Ми кажава дека и вие како Скопска црква сте се молеле за мене и многу други брајча и сестри се молеле за мене. Ви благодарам. Господа ни даде здравие и среќа на сите. Радосен сум, што е стварно затоа што јас што поминав, еден ден и реков на Ема, викам, зашто останав жив? Ќе се фрлам, викам, ќе се утепам. Не можам ја да одам. Не можам да работам. Дали знаете тоа како е, луѓе? Беа делови од мене мртви. Брат Ванче дојде да ме посети, 2 пати беше во Љубјана да ме посети брат Ванче и фала му. Он вика, добар си, тихо помина со сопругата, добар си, надеж ми давала. Ама не е тоа така. Луѓе, некој ако ви каже, слушајте, јас умрев, го видов Господ, го видов ова и сега сум добар. Не е тоа едноставно. Не е тоа едноставно. Докторката ми рече, 6 души тебе, викате, те водевме. Ни ме знаева од кај сум, ни ме знаева кој сум, ни пријатели, ни ништо. А еве сум пред вас. Молим? 40 дена. Да, 40 дена и 18 месеци. Значи, такви болки сум имал, што не може секој да ги истрпи. Али фала му на Господа, фала на сите вас, вие што сте се молеле и сите што формирале групи, што сте мислеле на мене. Господа ви даде здравие. Амин.